Вочи утрешниот самит ЕУ Западен Балкан за планот за раст. Попладнево во владата еврокомесарката Марта Кос имаше средба со премиерот Мицкоски. Евроинтеграцијата е првен приоритет за власта. Планот за раст е централна тема, но неодминливо е и прашањето за деблокадата на евроинтеграциите на земјава. Потврди на пресконференција денеска министерот за европски прашања Муртезани. Пред владата е Сандра Спасовска, во живо имаме во централните вести. Сандра, да чуеме дали има детали од разговорите на Кос во владата и дали заврши средбата меѓу Мицкоски и Кос. Борче, детали од средбата на премиерот Христијан Мицкоски и еврокомесарката Марта Кос засега се уште нема. Да поденешната средба тука во владата, која започна во 16 часот, а пред малку заврши. Морам да споменам дека средбата е завршена, меѓутоа изјави не се предвидени од владата. Најавија дека за тоа што се разговарало на денешната средба ќе информираат преку соопштение, меѓутоа до овој момент соопштение се уште не е испратено до медиумите. На денешната средба тука во владата, освен премиерот Мицкоски и Кос, присутни беа и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, за европски прашања Урхан Муртезани, присутен беше и евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас. Споменавме денеска изјави не се предвидени, меѓутоа се уште нема стигнато ниту соопштение од владата за тоа што се точно се разговарало на денешната средба. Инаку денеска предпладнево на Скопскиот аеродром Кос беше пречекана од страна на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој откако ја пречека еврокомесарката сподели фотографии на социјалните мрежи, меѓутоа испрати порака. Во неговиот Facebook статус беше наведено дека евроинтеграциите не се само декларативна заложба, туку и јасна стратешка определба на владата. На кои теми сега се разговарало денеска и за целата оваа двудневна посета на еврокомесарката Кос, која е во земјава и денеска и утре во рамки на лидерскиот состанок ЕУ Западен Балкан за планот за раст. Утрово на пресконференција беше прашан и министерот за европски прашања Урхан Муртезани, кој што секако кажа дека централна тема ќе биде планот за раст, меѓутоа ќе се разговара и за деблокада на македонските евроинтеграции. Муртезани посочи дека во однос на барањето решение и отварање на преговори, нашата држава секогаш покажала спремност, а во однос на средствата од планот за раст рече дека не се под закана, иако не е исполнет процентот на исполнетост. Според него, како што посочи, просекот на исполнетост на реформската агенда за регионот е 50%, а за Македонија ризикот би бил доколку не се исполни тоа до јуни 2026 година, односно до јуни следната година. Во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата на Муртезани. Секако дека централна тема на денешната билатерална средба ќе биде планот за раст, за кој што е и утрешниот самит. Меѓутоа, во секој состанок со високите представници од Брисел, секако дека разговараме и за изнаоѓање на можности, при тоа зачувување на нашите позиции, а и обезбедување на процесот до крај. Така да очекуваме дека и таа тема ќе се отвара денес на билатералната средба. Све што води во насока на диалог, кој што ќе значи предвидливост на процесот на преговори, за нас е добродојдено. И премиерот лично, и владата во неколку наврати сме изразиле подготвеност да го почнеме тој процес на диалог кој што ќе води до откочување на процесот. Сандра, во очекување на соопштението од владата за сето на што се говорело денеска на средбите со еврокомесарката Кос, да чуеме која е утрешната агенда за ЕУ Западен Балкан самитот. Така, Борче, за утре во текот на утрешниот ден предвидени се два панели, едниот посветен на планот за раст и вториот посветен на конкретни механизми и поддршка за спроведување на планот за раст. Помеѓу двата панели предвидено е, освен што воведни обраќања на првиот панел ќе имаат и премиерот Христијан Мицкоски и комесарката Марта Кос, предвидено е и нивна заедничка пресконференција напладне, а
утре во земјава. Според најавите присутни ќе бидат и лидерите на земјите од Западен Балкан, односно на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Студио. Сандра Спасовска за посетата на еврокомесарката Кос и на самитот ЕУ Западен Балкан. Ти благодарам.